Од тука е мојот татко и секогаш кога ќе дојдам во Кичево, доаѓам со една единствена мисла. Како сите мои предци кои што чекореле по улиците на овој град да ги направам горди, достоинствени македонци, да никогаш повеќе не дозволиме да си ја погазиме татковината Република Македонија. Ова се посебни моменти за мене и како човек, и како голем дел во себе кичевчанец. И за тоа ќе ми дозволите да почнам со нашата изворната ВНР-овската македонска добре дојдовте, драги браќа и сестри. Ако не извлечеме поука од историјата, која веќе една се случува како трагедија, тогаш нејзината реприза е фарса. А ќе се согласите дека македонскиот народ поминал низ многу историски премрежја, од кои ние како народ и држава треба да излеземе посилни, помудри, но и поискусни. Денес овде стојам пред вас од преубавото Кичево и можам да заклучам дека Македонија е на голем крстопат. Повеќето патишта за жал се погрешни. Некои водат кон слепа улица, а некои за жал во провалија. Од нас зависи каков пат ќе избереме. И немаме многу можности во нашиот избор. Само еден и единствен е тој пат. Тој е оној вистинскиот пат. Патот кој што води до нашата легитимна цел, а тоа е Република Македонија. Пред да одлучи секој од нас кој пат ќе го избере, пред да донесе таа одлука, потребно е да знаете, сите вие да знаете, но и сите оние кои што не се денеска со нас, дека пред нас предстои исклучително тежок период. Би рекол период на специјална војна, каде невистината ќе се прикажува за вистина, каде црното ќе ни го продаваат како бело, период на оцрнување на личности, нивно компрометирање, време кога ќе се ветува се и се што со една замислена цел да им помине замисленото. Време кога ќе се омаловажува, ќе се сака да се влее зајадлив црв на сомнеш во секоја нова искра на надеж. Ќе се занимаваат со нас, со теми кои се бледи, кои се само оттргнување од реалноста. Ќе се силат, ќе се удират вради, ќе велат дека водат на анкетите не 3, 30%. Но реалноста еве ја гледате каде оди Зоран Заев, гледате каде е ВНР Македонија. Фатени се во до гуша со криминал. Ќе велат дека се за НАТО и за ЕУ. Ќе се колнат во иднината, како што се колнеа во дедовината, а реалноста ја претворија во пекол. Тоа направија. Но и тоа ќе помине, браќа и сестри. Ќе дојде време кога ќе треба да се положат сметките и да се погледнеме во очи. Некој од нас ќе чекорат со гордо крената исправена глава, но некои ќе се разминуваат со нас, ќе се вернат, ќе се потат, ќе не знаат што да ни одговорат. Поради неправдите што ги прават на својот народ и на својата татковина, ќе се срамат еден ден, а ви уверувам дека тој ден доаѓа набрзо. Сите вие добро знаете овде дека Македонија е се што имаме. Нашиот последен остров, нашата љубов, нашите корени, но и нашата иднина. Македонија е нашето се.
Почитувани пријатели, она што тие сакаат сега да го направат е да искреираат една лажна надеж, поставена на погрешни основи. Тие сакаат да верувате дека сега нешто треба да подготнеме за да утре одиме напред, за да се реализира сето она што како природен порив толку многу и недостасува на нашата земја, за да ни тргне во економијата, за да здравството се подобри, да се реформира образованието, земјоделието да се подпомогне. Тоа е исто како да некој ви даде вас грст жолтици и да ви рече направете куќа, но ако изберете погрешни мајстори, градбата ќе биде трула. Ниту куќа ќе имате, ниту грст жолтици во раце ќе ви останат. Таа е дилемата која што ние имаме. 15 месеци покажаа дека оваа влада ќе остане запаметена како најлошата во поновата македонска историја. И кога така декларативно ќе ги видите како ви велат и судираат во гради дека се за Европска Македонија, знаете дека со овие луѓе и нивниот капацитет суштост ви презентираат уште една лага како што дрско и безобразно лажеа кога ветуваа 500 евра просек плата, кога ветуваа поврат на ДДВ за секој граѓанин, кога ветуваа 500 километри автопатишта, кога ветуваа по големи пензии и столи уште не. Надежта за еднината ќе ја продаваат со една цел, за да ја манипулираат и плачкосуваат сегашноста, запамтете го тоа, за да ја плачкосуваат сегашноста. Докажано е дека со овие луѓе нема иднина, нема европска иднина. Тоа го покажува и периодот кој што е позади нас. Не може да велите дека сте за Европска унија, а државата да ви е прогласена за најкриминална во Европа и сето тоа да е потврдено од Советот на Европа. Не може Заев, не може Зоран Заев да се прикажува како европеец, а фатен е со рацете во медот, фатен е како бара подкуп и аболиран е за криминал од 8,5 милиони евра. Не е тоа европеец и европски политичар, тоа е обичен джикош и криминалец. Не може да велите дека сте за Европската унија, кога ги гушите основните слободи и права. Ако се побуните против сечата на дрва на водно, ви праќаат багери одма да ве газат. Ако политички опонирате со аргументи, веднаш против вас се монтира случај и ве викаат на распрашување. Ако си ја сакате државата, веднаш, без двоумење, ќе ве вклучат во случајот 27 април, па може би и терорист ќе ве направат. Во Европската унија, браќа и сестри, нема друг случај каде пратеници, уметници, обични луѓе се во затворите и одговараа за тероризам кој не се случил. Нема друга опозиција во Европската унија која не е толку жестоко под притисок со загрозени права и слободи. Нема случај на така брутална политичка сегрегација и поделба, брутална поделба на граѓанското ткиво. Во Европската унија, почитувани, нема афери, тендери од по 35 милиони евра кои се доделуваат на фирми што туку регистрирани. Ниту пак тендери кои како ладец се префрлаат од ќерката директор на таткото бизнисмен. Или пак криминални иновации кои се параван за делење на државни пари на приватни фирми на луѓето од власта. Го нема тоа во Европската унија. Не се тоа европски вредности. Затоа престанете да го лажете народот. Вие сте криминалци и сакате криминалот да го покриете со Европската унија и НАТО. Нема тоа да ни го дозволиме. На ЕУ е доста
едната од презадолжени држави. За прв пат во историјата на Република Македонија со СДСМ јавниот долг надмина 5 милиарди евра, додека државниот долг надмина 4 милиарди евра. Во ЕУ можете да влезете без капитулантски договор, но не можете да влезете без училишта кои што немаат кров, болници без кревети, ниту пак со корумпирани институции. Во Европската Унија немате земјоделци кои се измамени. 20.000 тони сливи остануваат без пласман. Лозарите имаат големи проблеми. Житопроизводителите исто така. На нив тоа не е гале за нивните маки. Единствено си ги гледаат сопствените интереси и што повеќе да збришат денеска за да не остане утре. Тоа ли е таа вредност која што ја прокламирате Европската Унија? Не е тоа таа вредност. Затоа со овие луѓе на власт, Европската Унија почитувани е далечна вредност и далечна идеја. Не затоа што нашите од пријатели од Европа не сака, заради тоа што оваа власт не знае како. Почитувани пријатели, во вторникот бев на големиот христијански православен празник Богородица во Берово, Пешчево, Паланка. Се сеќавав со многу луѓе, разговаравме. Ги делат истите проблеми како и секој граѓанин во Кичево, во Охрид, во Струга, во Битола, во Прилеп. И Паланка, и Берово, и Пешчево се едногласни и велат вакво цунами ни се нема случајно. Се борат со екзистенцијата. Сакам да споделам со вас еден разговор кој што го имав со еден дедо во едно село во Паланечко, каде што ми ја раскажа една приказна која што наликува многу на реалноста, која што започнува вака. Ова село, синко, никогаш не било поробено. Му јавам, добро, што е причината? Жителите биле многу храбри, многу бројни, не ми вика. Нити беа многу бројни, поминувале тука многу војски, и побројни и посилни. Они го одбраниле ова село без да испалат ниту еден куршум, без да извадат ниту една кама, без да